Го крева расположението. Едноставно, кога ќе мафне со пашката, се расположува човек. Ми помага на тој начин што ако сум без волја, без мотивација, кога го шетам, ја крева волјата и мотивацијата. Значи, така, едноставно пренесува таква енергија да волјата ми проработува некако. И тоа е многу битно. Ако бидам во куќа, сигурно мислам да домам така некое куче кое што се онака доброчудни, бигл например, кокер, лабадор, редривер, тие кучиња мирни ми се свиѓаат. Зошто се користи? Заради тоа што ја намалува напнатоста, ја намалува вознемиреноста, чувството на страв, чувството на несигурност, на неизвестност или со други зборови анксиозноста, како што велиме. Помага во редукција на анксиозноста, но го подобрува и расположението. Односно, не да користиме само антидепресиви и анксиолитици и се друго што правиме, се разбира. Да. Голем дел од нашите пациенти имаат седечки стил на живот, односно седат изолирани и безволни, без адекватна социјална комуникација, пред телевизор со храната и со неадекватна грижа за себе, и телесна и ментална, доколку им се потикнат да имаат подобар контакт со нашето куче, тогаш можеби и ќе земат сопствено куче или некој друго милениче за кое што ќе се грижат. Грижејќи се за другиот, ние се грижиме всушност за себе повеќе. Јас особено имам еден позитивен случај со едно од дечињата кај кое нашиот роџар отвори една сосем друга страна на детето, значи стануваше збор за едно дете кое е затворено, со автодеструктивно однесување, по самиот контакт со кучето, негово вклучување во секојдневната грижа, се доби едно дете кај кој имаме систематизираност во текот на денот. Оној модел на неприфатливо однесување, оној модел на несоодветно однесување, кој несоодветно не само за детето, не само за луѓето, туку и за целото општество, гледаме една промена буквално на цел концепт на животот на детенцето.